За овие години наназад, од држава, во која ранливите категории на граѓани беа на маргините на општеството, успеавме да го повратиме достоинството на овие граѓани и да обезбедиме низа мерки, меѓу кои и решавање на нивното стамбено прашање. Покажавме грижа за социјално ранливите категории на граѓани преку обезбедување на пристоен дом на преку 860 семејства низ различни општини во државата. Така даваме подршка на сите на кои тоа им е неопходно. Преку вакви капитални проекти го враќаме достоинството на социјално ранливите граѓани, овозможуваме да имаат пристојни услови за живот. Оваа зграда не е само капитален објект, таа е и иден дом на 312 семејства. Вложуваме околу 10 милиони евра за низината изградба, за да помогнеме на деца без родители, на корисници на постојана минимална помош, на самохрани родители, на лица со попреченост. Сите тие имаат подеднакво право да се чувствуваат заштитени од државата. И драго ми е што придонесуваме за подобар живот на граѓаните, а резултатите веќе се видливи. Зградата е веќе во самиот финиш на реализацијата, очекуваме до месец октомври да биде целосно завршена, пошто по уписот на објектот и техничкиот прием, Министерството за транспорт и врски ќе отпочне постапка за распределба на овие 312 социјални стамбени единици. И ова веќе во континуитет го работиме, заедно со целиот тим во десетина општини во државата. Само минатата година успеавме да распределиме социјални стамбени згради во Гостивар, Пробиштип, Виница и Свети Николе во примерна распределба, а веќе привршуваме со постапките за распределба и на зградите во Гевгелија и Демиркапија. А за многу скоро време и во овие две општини ќе ги доделиме клучевите на семејствата што ќе го пронедат својот дом во овие стамбени социјални згради. Тоа што морам да го потенцираме дека веќе во наредниот период ќе отвориме и постапка за распределба на социјалната стамбена зграда во Неготино. Обврска е да создаваме услови за сите ранливи лица да добијат сигурност и подобри услови за живот. И заради тоа во континуитет работиме на мерки и политики кои влијаат на подобрување на социјалната положба на ранливите категории. Заедно со акционерското друштво активно работиме на изградба на 481 дополнителни стамбени единици во Кочани, Велес, Дебар и Сарај. Можам слободно да потенцирам дека во овој сегмент од капиталните проекти сме убедливо најдобри, бидејќи секоја година целосно ги искористуваме средствата за реализација на ваквите социјални стамбени згради. И ова е еден од начините како оваа влада води сметка за граѓаните и уверуваме дека со ваквите политики ќе продолжиме и во наредниот период, заради подобри услови и обезбедување на достоинствен живот за сите граѓани. Благодарам.